Здраво, здраво, другари! Ева на нас повторно. Пред да продолжиме со следните часови, јас имам денеска да ви го прочитам петковиот хороскоп за понеделник. Работливиот Сатурн е повторно кај вас на гости. Денеска ќе ги изгледате сите наставни часови и ќе ги напишете сите домашни задачи. Но она што е потребно за овој ден е тоа што многу брзо ќе си ги завршите домашните задачи, доста побрзо отколку минатата недела. Денешната задача од петко за вас е да почнете да го броите времето за колку минути ќе ги напишете домашните задачи по мајчин јазик, математика, природни науки и општество. И на крај, вие треба домашните задачи да ги испратите на мејл адресата на вашата наставничка. Но внимавајте, домашните задачи треба да бидат точно одговорени, а не само брзо напишани. Ви посакувам убав ден, вашиот Петко. Затоа што брза кучка слепи кучиња раѓа. Така? Таа е една стара поговорка. Јас сум полн со поговорки. И сега имам еден совет за сите гледачи. Значи, освен што ќе си ги напишете домашните задачи, потоа можете да се опустите со некој интересен анимиран филм. Јас имам два предлога за вас. Едниот е Коко, многу интересен и едукативен филм, многу ќе ви се допадне. И уште еден, како да си ги разберете своите емоции. Филмот се вика Inside Out. Значи, тоа се моите два предлози, уживајте. Одлично. А сега? А сега продолжуваме со математика! Најубавиот предмет на сите времења. Не знам јас зашто децата не го сакаат. Најубавото нешто. Па јас не го сакав пред да почнам со тебе училница, но сега како што почнам со тебе училница, мене ми стана омилен предмет. Па да, јас полека ја почнам да ја засакувам математиката. Многу е интересна. Многу. И необична. Еве јас ви оставив овде на масата нешто да погледнете. Да видите, моливчиња се ова. Да. Само ќе ве замолам да се дезинфицираме. Да, заборавив. Наставничке, тоа е денеска процедура. Да, процедура, Мора да се дезинфицираме. Така. Ете така. Ајде да видиме сега овдека на колку места имаме ставено моливчиња. На 4. На 4, а колку моливчиња има во секој купче? По 4. Не, Пет? по 5. По 5. И па вкупно колку се? Куп 4 по 5. Да. Така? 20. 20. 20. А што беше, на кој начин го добивме овој резултат? Тоа што сите 4 снопчиња ги помноживме со бројот на моливчиња кои што ги има внатре. Така. Ајде да прашам сега, што беше множење? Дали знаете? Деца, да прашаме, што беше множењето? Множење колку пати еден број или едно нешто се содржи во... Не, тоа е делење? Не, тоа е делење. Не. Да, беше делењето. Не, вака. Множење колку... Ајде, Марија, не знам. Не, јас чекам на тебе, ти кажа дека многу си ја засакам математиката. Ајде, ќе пробам. Значи, множење колку купчиња множење, вака сега, учителка ќе мора да ми помогнете. Јас сум сепак ученик. Ајде, значи, повторно. Ако му ставиме овдека еден плюс, па уште еден плюс, па уште еден плюс. Е собирање. Е собирање. И сега, се собираме 5, плюс 5 се 10, плюс 5 15, по плюс 20. Ама, кога ќе ставиме 4 по 5, ние ова собирање го скратуваме. Што значи дека множењето не е скратено собирање, ама наеднакви собироци. Ете, просто, ама едноставно. Многу просто било ова, Марија, јас не сум знаел. Така. Таблицата множења знаете или ја подзаборавивте малку? Да, ја знаеме. Зависи до кој броеви, ама знаем. Така, ама не сте знаеле дека множејќи ги другите броеви, сама излегува таблицата со 8 и со 9. Иако се последни. Во сите броеви таблицата множење со 2 по 9, 3 по 9, 4 по 8. Значи, тие веќе се научени и ќе речат, леј, таблица со 9. Страшно. Не е страшно. Таа веќе ја има. Ти веќе си ја научил. Само треба да се потрудиш и да мислиш. Деца, денеска ќе учиме нешто ново. Таблицата, рековме, ја знаеме, видовме, повторивме дека множењето е скратено собирање на еднакви собироци, ама ние денеска ќе собираме броеви од втората десетка со едноцифрен број. Која е втората десетка, знаете?
Ајде, Марија, сега ти. Ајде да видам сега. Ајде, Марија, да видам. Десетка. Втората десетка. Втората која е? десетка, од каде одговарам, почнува? Лука. Јас знам, ама сега ти си наред. Не одговарам јас. Јас не одговарам, затоа што Добро. претходно јас одговорив. Учителке, се извинувам, јас мислам дека Марија треба да одговори. Јас не се согласувам со тебе. Кажете ни вие, учителке. Втората десетка почнува од бројот 10 до бројот 20. Марија, така тоа е е. многу лесно, така, како не го зашто знаеш. првата десетка е О, од Лука. 1 до 9. И тоа се Кога ние сме на едноцифрените час. броеви. Сега вака, ајде да видиме. На оваа табла јас ви поставив стратегија 1, стратегија 2 и стратегија 3. Што е всушност стратегија? Па стратегија е некој план, односно Начин или постапка како ние ќе пресметаме двоцифрен број со едноцифрен ќе го множиме. Еве вака. Прво, овде горе ќе го запишеме 14 по 3. Ова ние денеска, што ние треба да научиме да го пресметуваме на различни начини. Ако знаеме да множиме, еве го 14 по 3. 14 по 3 еднакво. Така, ама нас ни ова ново, ние досега не сме множеле, како треба сега ова да го пресметаме? Што ќе направиме? Прво овој број Четворка. Добро. ќе го поделиме, ќе го раздвоиме А, на две, така? На две. на десетката и четворката. Така е. Значи го разделуваме на десетка и четврт. Оред? Така. Да. И сега 10 ќе го помножиме со 3 А, плюс 4 по 3. ќе го помножиме по 3 и сега ова знаеме множење со 10 и со 100 е многу лесно. 10 по 3 е 30 плюс 4 по 3, тоа е 12. Еве, Така. знам, ова мора да се научи таблицата за да се знае. Значи, секоја таблица, дечки, Кога да се научи собираме, на од памет. каде почнуваме со собирањето, знаете? Од единиците па По десетките. десетки, така. 2 и 0 е 2. 3, 1, 1, 2 4. е 3. Значи, Ете го. точниот одговор е 42. 42. Така. Ама, некој вака не може да се снајде. Па му е тешко. Па ќе Имаме си втора направи стратегија. втора стратегија. 14 по 3. Сега, вика вака. Јас ќе си нацртам на прво 10, Со крупчиња. 10, тука ми се 10 крупчиња, така, овде ми се 4. 4. Сега, јас овие 10 крупчиња треба да ги помножам со 3, па ќе му додадам уште едно и уште едно. Аха. 3 пати. Така, Ќе ги поставиме истите крупчиња. Да. Да. Супер, ова е полесно, уште е полесно. Само повеќе цртање има. повеќе и зафаќа повеќе простор, Повеќе нели? фломастери ќе ни требаат. 10 плюс 10 плюс 10. Еве го тоа што го правевме тука, цела маса Така е, ни ја пати. така. Сега, еве ми овде. И таму исто ќе ги препишеме уште 2 пати, Да. бидејќи ги помножуваме 3 пати. Еве ги, 4 плюс 4 плюс 4. Го добиваме истиот резултат. 30 Тоа е плюс тука 12. 30. Овдека е 12. 42. 30 плюс 12. е Прво десетки, па, значи прво десетките, тоест прво единиците, Единиците, па да. десетките, Така, се па се собираат, 42. така е. Така е. Ете така. Одлично. Но ако сме сигурни во нашето знаење на таблица множење, најлесниот начин доаѓа сега. 14 по 3. И ставаме црта. Добро. Сега, кога се множат двоцифрените броеви, мора да знаеме дека секогаш почнуваме од најмалиот број по вредност, односно од единиците па десетките. За да се подсетиме, овде ќе ставиме
овде ќе ставиме да ги Така е. именуваме. Затоа не сите тетките деца по квадратчиња, за да си ги ставиме секое бројче во своето квадратче и да не ни се мешаат. Значи тука е 10, тука е единица, тука е 10, Исто тука е така во стотка. собирањето. Прво ги множиме единиците, а потоа десетките. Зошто е тоа така ќе видиме сега одма. 3 по 4 е 12. Ама овде пишуваме само 2, а таа е 1,10 Каде ја ќе оди. ставаме таа? Ја ставаме Овде? горе. Кај десетката? Ете Така е. така, едно памтиме, таа ќе стои тука. 3 по 1 е 3 и Плюс едно тоа што едно. памтиме 4. 4. Да не се прашуваме после од каде е тоа. Ајде сега да видиме која од сите овие стратегии е најлесна. Според вас? Според Лука, мене, ти и Марија, еве, може според имате мене различни мислења. лично, според мене лично, мене оваа стратегија последната ми е најлесна, затоа што си ја научив на време убаво таблицата со множење. Токму така и мене, јас се согласувам потполно со Лука и мене ми е најлесна третата стратегија. Така, која од нив зафаќа најмалку простор? Па Последната. токму така третата. Точно така. Но имам совет за секој сите деца што гледаат, значи доколку не може да се снајдат веднаш со третата стратегија, да си пробаат со втората, со првата, да видат како полесно ќе им оди. Дури мислам дека има и некои стратегии кои што секој може сам да се ги открие, односно креативен начин да проба со моливчиња, со не знам предмети да си ја научи математиката. Математиката може да се научи на секаков начин. Математиката можете да употребувате се што ќе ви се најде по дома. Од графчиња, од стапчиња, од Така е. овошјето што ви се наоѓа во на масата за јадење. Можете да ги искористите ако Орис. сакате. Оризот Така е е. малку поситен и малку повеќе тешко, Кога па ќе ќе се работиме залепи со некој плюс и така малку, меѓутоа графчето е идеално. Може камерата За да ги вежбање? фати убаво овие сите три примери, за да имаат децата од каде да гледаат. Еве сега. Ето, одлично. Еве стратегија 3. Еве и втората со крупчињата. Така. Можете да си цртате во тетрадката по квадратчиња, со кругчиња, со триаголничиња. Можете со јас најчесто ги користам задачите со бомбони. Оу, супер. Кога учевме множење токму во трето оделение, на секое дете му дава бомбони. Пред него бомбони и кажува, сега разместете на две места по 3 бомбони. И тоа беше највпечатливо, зашто сите ги редеа бомбончињата, зашто стапчињата, па што да му правам, па како да му правам. Практичната, математиката, и тоа често го кажувам, дека математиката всушност е многу практична и секојдневна наука. Во секојдневието, човекот ја создал зашто му требала. Така. Така е. Така. Ете така. Така е, И согласувам. од тие причини, тие почнале да ја користат. И така со бомбоните, за дропките, со чоколадото. Со бурек. А и со... Со бурекот, така е. Сега така вкусни нешта. На Лука му се јаде. Да, мене искрено многу ми се јаде. Добро, сега знаеш. Знаете, на во крајот овој си ги изедовме бомбоните, мислам, тоа беше на Да, крајот. тоа сакам да Најубавото прашам, нешто. дали ги јадат бомбоните? Да, обавезно. секако може да си проба секој дома Како да награда прво да за- реши математика, потоа да си ги заде резултатот кој го работи. добиле. Така, кој ќе си ги решат домашните задачи, тогаш веќе ќе можат она што го работеле да си го изедат. Така е. И да Токму имаме една така. сладка математика. Така е. Така. Значи, за домашна работа ќе имаат врз основа на овие стратегии што денеска ги учевме, ги кажувавме, да пробаат сами да помножат неколку броеви со 3 и со 5. Супер. Може да ги запишем? Може? Ајде, да избришам таблата имате? Може. Ајде. Ем, Лука, избриши за да им напишеме. Ајде сега јас ќе ја избришам. Повели? Јас сум дежурен денеска. Одлично. Шик, 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 шик. Оп, оп. Еве, може да почнете запишувате. Добро. И сакам наставнички што повеќе задачи, затоа што имам многу време и обожавам да решавам математика. А верувам дека и нашите гледачи исто обожаваат математика, бидејќи е една од најинтересните науки. Еве. Ова е текстуална? А не. Не, Еве, некои упатства и напатствија за работа.
Ти, Марија, решаваш задачи? Па решавам. Да? Да. Порано повеќе. Што ти е поомилено? Множење или делење? Множење. Да? Да. Мене делење. На вистина? Да, затоа што го погодив како дефиниција. Следниве задачи реши ги со помош на трите стратегии. Така е. Еве, вака видиме сега. имаме 12 по 5, 16 по 3, Добро. 14 по 5, тоа го немавме. 11 по 3, 19 по 5. Се извинувам. А може и со 9 нешто. А целта ни е денеска само со 3 и со 5. Да. Поред. Множење само со 3 и со 5. Јас малку скокнав, бидејќи ја научив таблицата и со 9, па сакав да се направам малку важен. Важен. Еве вака. Значи, денеска целта не беше да научиме множење на двоцифрен број со едноцифрен број и тоа со 3 и со 5. Супер. Ја покажавме постапката со 14 по 3 во 3 видови на стратегии. Нивно е сега да ги решат овие задачки со која од овие стратегии е најдобра за И нив. која е најлесна? Која е најлесна? Така. Е така камерата може Сега. да ги покаже уште еднаш. Овие задачи Задачите? Значи камерата има задача да ги покаже, а вие дечки имате задача да ги решите. Токму Ето така. Да. А сега јас предлагам да одиме со еден краток джингл и да продолжиме со следниот час математика. Така е, кој што е математика.